Почитувани гледачи, добро утро и добре ни дојдовте во вториот дел на утринската емисија Нов ден. Денес ќе разговараме за мотивите, за ризиците и предизвиците да се работи со пчелите, за пчелниот мед и за пчелниот отров, за технологијата и моделите на медарството, како и многу други нешта кои ја сочинуваат пчеларната медена приказна. Чест и задоволство ми е да ви ги представам Трајче Лазаревски, председател на Пчеларско здружение Трмка од Старо Нагоричане. Добре ни дојдовте. Добре, Станковски Зоран, пчелар. Добро утро и добре ни дојдовте. Мило ми е што сум ваш гост и се надевам дека ќе ви одговорам на сите прашања во врска со пчеларството и медопроизводството. Так. И Арсовски Милорад, пчелар. Чест ми е што сум во ваше студио, што ќе помогнам за пчеларство. Малку повеќе да ја обработиме оваа тема. Да обработиме и да нешто кажемо на нашите граѓани како да трошат мед и да јадат повише мед. Во секој случај, така. Да започнеме со тоа. Имам едно индивидуално прашање за сите тројца. Која беше причината за ваквата одлука? Да одлучите да се занимавате токму со пчеларството? Господине Зоран, ќе почнеме со вас. Бидејќи јас сум најстар меѓу колегите тука и најмногу време се занимавам со пчеларство, тоа ни е семеен бизнис бил уште од предминатиот век. Не од 20 него од 19 век, така да со пчеларството моето семејство се занимавало многу одамна и имало е некаде околу 100 кошници или трмки, како што ги викаме ние во Кумановско. И така продолживме првин татко ми, па сега јас и брат ми семејни пчеларници имаме на 3 места, бидејќи сме 3 деца на моите родители. Секој си индивидуално чува, али се помагаме и заеднички настапуваме на пазарот. Так. Господине Лазаревски, какви се вашите почетоци? Видите, јас сум почетник во оваа бранша. Со дискусија, со дружење со колегите пчелари, до некое сознание дека е интересно да се одгледуваат пчелите. Така да почнав и веќе имам неколку кошници со пчели. Мислам да продолжам со тоа што ќе со работка со нив и со литература која ја имаме насекаде на интернет и на тие работи, со предавања кои се одржуваат често во градот и во околните места. Така да не е нешто што не може да се работи и секогаш кога се работи се вложува и со плод. Така да нема работа која не е заокружена со плод. Така, во секој случај. Господине Арсовски, кажете ни што ве потикна вас да се одлучите да се занимавате со пчеларството? Мене многу ми се едеше мед. Тоа што е 73 година и купу мед од еднога пчелара, зему да ето и скрши ми се тега. Па не смем, морам го вратам тегу. Работеше у ладилник и кога ќе пројдам низ пазар, ќе ме види во кој зимам од друга. И 102 дана куснам, да једе ми се на работу да појдам и крши ми се. И викам, што е работа овој? И нешто ми дојде на како на оној да чувам пчели. Немаше врска од пчели. Кој нас, мои тамо фамилии се чувале стоку, много тие работи, али пчеле никако, ја не веруј низ двор да се упрашам. Мене нешто Господ ме поучи, што знам, и тие работи. И јас почнав мерак. Иду у Рудинце, зему пчелче, неку карпичку фатено, тамо викнеме човек, видеве дека имам мерак, повикнеме, ја дојду, носу, натам, намо, торам, не утепуju, не разбирам, немам, а мерак многу. Цел ноќ сануju пчели. Так. И ми бидна. Ти викам, од 73-4, еве до ден денеска, 4 децении и нешто, чувам пчеле нон-стоп и да ти кажу, задоволен сум од пчеле, јас сам сам работаја, али паре сам увек имај. Так. Значи, од пчеле сакам да кажу дека кој сака да чува. Ако има мерак, нека чува, ако не, немој да ги мучи.
Така. Само мерак. Сега, вие ми го дадовте одговори на следното прашање кое што сакав да ви го поставам, но ќе отстапиме простор за вашите Нема пријатели. проблем, Ајде да слушнеме господине Лазаревски, освен да ја ставите лжицата во теглата со мед и да го вкусите тоа сладко задоволство на различни природни вкусови, колку знаевте за оваа стопанска гранка? Видите, и сега кога сме веќе една година во пчеларство и уште после 20 години пчеларството нема крај на учење и за чување на пчелите и за плодовите од пчелите. Така да никогаш не може да кажеме дека се знаеме и дека се сме научени. Тоа се работи кои се работат со живи суштества, кои сега во овие катастрофални времења на пестициди, на овие загадувања со аеродинамики, со возила и едно друго, значи доаѓа до многу нови болести и зарази кај самите пчели. Така да секогаш треба да одиме напред со нови сознанија, со нови науки и со работа за да постигнеме успех. Господине Арсовски, колку беше тешко од љубовитен млад човек да постанете сериозен одгледувач и згрижувач на пчелите? Нема тој тешкоти. Ако имаш мерак, нема ја, кад почна од таван скидам даски од таван, од куќу скидам даски, право сам да, каја пчела седи у кошница цел ноќ. Веруј ми, тој е мерак. Нема тој ово ана. Тој тежина нема. Да ти остане пчела жива. Да почнеш да чуваш, ти знаеш што значи тоа. Тоа е време. Свего наопако да го ставам, тако ми бива ми пчела, ама и човек све се учи. Тој да не биде све знам. Ја ти викам, над 40 години работам. Па да јесам и мед и овој. Али све се учи човек. Немој да каже, јас знам кој е како мене. Не може тоа ништо. Така. Господине Станковски, за вашите почетоци веќе слушнавме. Кажете ни колку напреднавте годиниве? Некаде 90-95 година се почина мојот татко и ни подели по 30 кошници. 3 деца сме по 30-90, значи. Сега јас имам 60, брат ми има 60 и сестра ми, односно зетот ги чува пчелите, има некаде 40, така да имаме преку 150 кошници во секое време. Во секое време, значи, и единствено јас произведувам покрај медот и другите производи и дистрибуирам и пчелни семејства. Тоа се мали кошници, нуклеуси ги викаме, на 6 рамки, на 5 рамки, на 4, зависи колку е материјално можен купувачот, такво му даваме, али му даваме со аманет за успех. И се обврзуваме, јас и колегата Милорад, исто и господинот Трајко, да една година му помогнеме на новиот пчелар за да успее. Значи му помагаме во третирањето, во лекувањето, во селектирањето на пчелите и така. Сега, занимавањето со оваа стопанска гранка, освен што бара голема посветеност, грижа и обврска кон пчелите, исто така бара и некои материјални ресурси, како што се скафандери и слично. Кажете ни каква опрема ви е потребна за да одгледувате пчели? Најскапо е опремата за пакување на медот. Ние имаме, значи, од инокс метал, тоа е оној метал што не оксидира, центрифугите, ножевите, чешлите што работиме, казаните што ги имаме за складирање на медот. Сета опрема ни е од инокс метал, кој е некаде 3 пати поскуп од обичен метал. Така да, најефтино е да купиш димилица или шешир или скафандер. Ние, постарите пчелари, користиме само капа. Не се облекуваме, бидејќи имунитетот кај нас е веќе стекнат и не отекнуваме кога не касне пчела, така да не се облекуваме многу, а и скафандер да облечеш во лето, тоа ти е неможно да работиш. И се надевам дека и другите пчелари
така работат, ама знаете што? Никогаш не знаеш кога можеш да настрадаш и кога може да се јави алергија. Ако си долгогодишен пчелар, може да ти се јави, бидејќи не знам ја, условот за добивање алергија е некогаш од храна, од пијалок што си користил и така. И пчелите некогаш се токсични, мислим, повеќе него што треба, и најмногу боли кога ќе боцне пчела. Пчелата не каса, таа боцка. Кога ќе боцка, она зимска пчела, бидејќи отровот во нејзината утроба, во она жаоката, е постар и поголема количина, па тоа во пролет, февруар, март, кога ќе работиш на пчелите, кога ќе касне пчела, боли, братче, не знаеш колку. Господине Лазаревски, кажете ни вие колку време постои ова Сдружение на пчелари Трмка и колку членови број? Сдружение на пчелари Трмка, формирано во Стара Нагоричина, постои една година веќе. Брои околу 60 членови. Така да одиме и на проширување на самото Сдружение. Сите заинтересирани може да се јават. Кај мене, кај колегите, било кој од Трмка, ќе бидат соодветно примени и ќе им кажеме на сите потреби за чување на пчели, сите совети што ги знаеме и ако не знаеме нешто ќе надополниме од нашите колеги. Так. Господине Арсовски, кажете ни колку е тешко да се контролираат сите пчелни семејства? Дали ангажирате можеби некој друг да ви помага во работата? Ми пчелари, например, јас сега повикну Зорана, брата му, Трајко, и они ме викаат мене, кога има повише работа, да се вади мед, тие работи, и ми се здружено и си идеме, вадиме си мед, куде njega, па куде мене, па там треба се тураеве са киселина тураме, па се тој за оксална киселина тураме на пчеле против крлиш и се си тураме организирано. И вчера бемо куде мене, неколико душе и дома još 2-3 пчеларника. Денеска ќе идемо попладне, па исто куде неколико, тако е да помагамо на наши пчелари. Ми смо и у пчеларство Куманово, пчела Куманово, ми смо тамо под 40 години и тамо здружени, ово не е како ново, и ми смо и тамо овој пчелари, и на сите помагамо, што можемо, и некој пут и нас ни помагам. Пример, јас сам имаја пуно мед и 5-6 душе пчелара одведу, пошто они знаеу како треба, едни вади, едни врти тамо, едни има машине за отварање, тако да направиме ланчано за да може да се извади мед и да нема оптереќење. Така, со кои проблеми и предизвици се сретнувате во текот на работата? Што е она што ве мотивира, а што ве иритира во врска со Прво, одгледувањето на пчелите? кад има пуно мед, тоа е мерак за пчелара и тој нема што да ово. Кад нема мед, он нема мед, повише апел и нападам нормално, она си брани помалку мед. Кад има многу, на пчела не мари, дали ти си вадиш мед, дали оно, и ти се радуеш и она се радуе. Овај година беше од онија године што не запамти. И никад да не се деси таква година, да не биде како ова година што беше. Така. Пчеларството во тие рамки бара посебни услови под кои што пчелите, да кажеме, особено можат да виреат на некој начин. Како се одбираат пчелите, кој е најдобриот начин за нивното така наречено преселување и кои природни услови им се најдобри за да создадат најубав мед? Ние знаеме дека пчелата е наменета за рурална средина. Во урбана средина не може. Она живее и тука, има неколку наши колеги кои чуват во град на тераси, во дворови пчели, ама не е тоа. А со односење пчели во рурална средина, ние сме, јас и Милорад и уште 2-3 пчелари и од другото здружение, сме веќе неколку години, јас, например, и Милорад сме преку 10 години органски производители. Органското производство на медот е малку поделикатно од комерцијално, како го викат. Конвенционално. Така да малку повеќе ни се зголемуваат трошковите, бидејќи нашите пчеларници се преку 20 километри од Куманово, така да малку сме оптеретени материјално
и мораме со лекарства кои се дозволени од Европска Унија, со тие да ги лечиме. Не смееме си со овие обични, класични хербициди или инсектициди или пестициди не. Така да, например, 1 грам обична киселина која служи за уништување на вароа е 3 пати по-ефтина од ова што е дозволена во Европска Унија. А се што се забрани во Европска Унија, они ни го продават на нас. Така да Македонија служи малку како чистач на Европска Унија, ама имаме и ние сознание кои треба елементи да ги употребуваме и веќином сега почнуваме со природни препарати. Например, има еден препарат кој служи за стимулирање на пчелите, кој се произведува исклучиво од билки. Природа. Бидејќи знаеме дека порано не е имало овие елементи за одржување на живот на пчелите, не е имало ни болести што ги има сега, сега да има малку е поскапо, бидејќи ние одиме секаде низ Европа и купуваме ги овие препарати и се снаоѓаме некако. Имаме субвенции, ама не се доволни и не се навреме дават кај нас. Колку вие и како еден искусен пчелар сте задоволни од производството на мед во однос на тоа со кои услови и капацитети располагате? И велат дека секоја пчела не носи мед. Колку има вистина во тоа и во суштина, која пчела носи најмногу мед? Неколку врсти на пчели има. Сега наша има македоника апис, Мелиса македоника. Тоа е автохтона пчела на овој регион. Потоа имаме италијанска пчела, па имаме крањска пчела, па ова горе романска пчела, маѓарска. Према наши сознанија, најмногу мед носи нашата пчеличка. И е средна големина, не е многу голема, али е вредна. Пчели има агресивни и мирни пчели. Ние кога произведуваме пчели, бараме специјални матици, кои ги некој од нас произведува, која има незиниот пород, пчелите работнички, се многу вредни и се чистачи на семејството, така да Вароа Јакобсони, тоа е крлеш кој го има на пчелите, кој е увезен некаде 76-та година, минатиот век, од Јапан е дури донесен, тогаш дојде кај нас овдека и направи голем помор на пчелите. Сега се бориме ние, секој со свој принцип и начин на работа, така да некако се одржуваме. И нема пчела која не носи мед. Пчелите носат, а други производители на мед кои го складират само за нивна употреба, сите овие летечки елементи, како да ги кажам, животинки, сите произведуваат мед, ама не можеш да го земеш, да искористиш од нив. Единствено од пчелата, најстар облик на пчеларење во Македонија, во нашиот крај е било во кошаринките, во трмките. Потоа сега имаме неколку врсти на кошници, од Даденблатова, Лангструтова, Фарарова и така. Значи, секој се одредува како и на кој начин ќе собира мед. Кај нас моментално медот е нус производ, не е ни главен производ. Така. Иако сакаме да ни биде главен, ама го нема. Така да произведуваме прополис, полен, млеч и пчелин отров. Значи, освен сировиот мед, предмет на вашето производство се и овие. Да, најмногу произведуваме пчелни семејства за размножување и умножување на пчеларството во нашиот регион. Така. Господин Лазаревски, вообичаено, некако општо познато и отпорено дека луѓето купуваат мед од еден ист пчелар. Веројатно има и логика. Колку вашиот мед го бараат вашите муштери? Видите, тоа се зависи од време на работа со пчелите и постигнување рейтинг кај луѓето. Јас како нов пчелар не може да имам рейтинг по моите колеги кои се со 40 години
повеќе пчелари и со самиот квалитет на медот кој го нудиме, доаѓаме до тоа да доаѓат утре пак. Значи, тоа е се квалитетот кој е гаранција за луѓето кои веќе взимаат од вас и ќе земат натаму. Така. И вие верувам дека се фокусирате на тоа да освен сиров мед произведувате и некои други. Да, тоа се нормални нус производи, поленов прав, матичен млеч, прополис. И тоа е со самата работа си доаѓаме до тие производи. Колку се барани тие производи? Па видите, барност само повеќе постои на медот, додека овие другите уште народот не е запознаен со поленов прав, кои својства и действија ги има на организмот, матичен млеч, прополисот. Значи, се тоа се производи кои се уште непознати за нашиот граѓани. Така да со работа, со едукација преку вашите телевизии и другите, може да дојде до запознавање на граѓаните и до користење на тие производи на пчелите. Господин Арсовски вела дека не постои човек кој што не бил искасан од своите пчели, но всушност суштината е во тоа кој и како го поднесува тоа. Дали вие сте имале некое такво слично искуство? Не, апе кад не су расположени, апе, исто кој човек. А не расположен, ти му придеш, ќе му зимаш нешто нормално, из куќа му зимаш, он се брани. Али кога има паша нешто и убаво време, она сака пчела чистог човек, да е измиен, да нема неке киселине, озноена, која е апе напада пчела. Пчела напада многу, ако е, значи, или с некој мириса на мирисаја, да е убаво пчела. Така ли? Така, апат но. Никако парфем. Ова сознание не сум го имал. Кога има паша, она не гледа кој, дали го ти отвараш, дали не. Не напада толку. Освен ако дрмнеш го или нестручно работиш коло нјума и тие работи, тој се дешава да се узнемири, да те опремети и така удара на. Ја баш Зорана го гледам доја каде мене, ни тура шишир, ни ја викам дај бе бар шишир, тури вон, бутне го, притисне го, си го бутне с рукава. Ја викам дам се. Надополнете, господине Станковски. Вака, кај луѓето има една одвојност, вика, природните мириси напаѓат, пчелите напаѓат. Значи, ако јадеш лук, ако јадеш кромит, било што, не. Пчелата ги сака природните мириси. Так. Ама не сака парфеми. Немој да се со парфем да ми дојдеш на пчеларник, не можам да те спасам. Или маш кога ќе дојде после бричење, ставање на колонска вода или било кој дезодоранс, нема. Пчелите ќе го избркат од пчеларникот. Значи, синтетичко ништо не трпат. Што друго освен тоа најмногу ги иритира и ги вознемирува пчелите? Иритација кај пчелите е ненајавено делување кај пчелата. Затоа ние пчелари имаме димилица, која ја запалуваме средства за кои полека горат и најавуваме. Значи, пчелата кога ќе и најавиш со дим, таа мисли дека има пожар. И влегува во келиите, се најадува, значи спремна е да бега од огинот. И кога ќе се најаде, она е мирна, не е агресивна. Значи, секој сит човек не е агресивен. Так. Кога е гладен, може се што да направи. Така да пчелите, кога се најадени, не се толку агресивни. Така. Господине Лазаревски, дали организирате некои активности во вашето здружение? Видите, активности секојаш ќе има. Певме сега на денот на дрвото во Старо Нагоричино. Посадивме неколку дрва од страна на нашето здружение. Дел од дрвцата, се млади остана по касети во општина Старо Нагоричино. Во договор сме со градоначалникот на Старо Нагоричино, Милован Станковски, да направиме уште една акција, да ги досадиме тие дрвца. И активности имаме состаноци на пчелари со предавања секоја недела за нови сознанија, одиме на саеми, одиме на семинар, бевме во Врање пред 10 дена на семинар кој се одржуваше со предавачи од Босна, од Србија и тие работи. Денеска сме во Скопје на некои предавања, така да Отлично напредувате. Мора, без тоа, без комуникација нема никакви напредоци.
Секако се надевам дека и ќе се зголемува и бројот на членовите во вашето здружение. Одлично, тоа е еден секој чекор за секоја пофалба. Господине Станковски, пчелниот мед е благ и баран. Сега, но и пчелниот отров, велата дека од голема полза за пчеларите. Во колкава мера го јакне имунитетот и човековиот организам? Да кажам вака, пчелниот отров е најмалку произведуван во Македонија. Имавме неколку предавања од факултетот за ветеринарство од Скопје и донесоа препарати, основно машини за собирање на пчелниот отров. Тоа е електрична стаклена плоча која се става во кошницата и ја иритира пчелата и таа пчела на стаклената плоча го положува отровот, значи ја боцка стаклената плоча и по неколку дена, откако ќе заврши со боцкањето, се исклучува, се вади плочата, тоа е начин на вадење на отров. И со шпакла се гребе, а тој е бел прав, биднува, и се складира во тегличња и се продава на фармацеутската индустрија. Ама во Македонија се уште е многу тежок пазарот. Нема потреба, не барат овие фармацеутски куќи, купуваат си синтетички отрови и така. А инаку отровот делува вака, да ви кажам. Јас имам многу лошо искуство со отровот. На мене не делува, на семејството моје не делува, ама на еден член од семејството еве 2 пати паѓа во кома, а не е бил алергичен, така да отровот е и користен и штетен. Користен е во апитерапијата, кога има реума човекот, се применува терапија, лекување со пчелин отров. Например, денеска, првиот ден, еден убот, утре 2, трети ден 3, 4, 5, така до 20, па се прави пауза и ретко кој пчелар се жали од реума, нема реума кај него, бидејќи има апитерапија и е во покрет целиот ден. Кога ќе отиде на пчеларникот, тој работи непрекидно и мора да се движи и кога ќе го касне пчела, како што напомна колегата Милорад, тој се малку го раздвижи отровот и тера нема застанување. Најлошо е кога работи со пчелите да е агресивен пчеларот, нагли покрети да прави, да мафта со рацете, тогаш пчелите ќе го искасат целиот, бидејќи пчелата реагира, значи и она се брани и кога мафташ со рака мисли она ќе ја нападнеш неа и она. Ама едно не е добро за пчелата, бидејќи после секој убот пчелата умира. Таа жаоката, или како го викат, осило, ама не е осило е кај осите, а кај пчела е жаока. Она има една кесичка со отров и кога ќе боцне, она жаоката останува во кожата, бидејќи има запчиња во контра и не може да... И се вади со гребнеш со нешто, со нокот и така. Острануваш и... Така. Еве имаме едно ново сознание што рековте за тие ревматски заболувања, значи и тоа е бенефит некаде за пчеларите. Сега, кога сме веќе кај вашите продукти, некако се почесто се става акцент во последно време на тоа дека цената на медот е малку солена. На што се должи тоа? Дали пак производството е мало или побарувачката е голема? Побарувачка е нормална, да ви кажам, према нашиот стандард и према навика. Македонија е некаде меѓу последните европски држави кои према степенот на користење на медот. Например, во Германија 3 кила или 5 до 7 кила иде еден човек да преку година изеде мед, а кај нас не оди ни 100 грама. Бидејќи ние медот, не ние, мислам на пчеларите, овој нашиот електорат, како да го кажам, народ, купува мед кога ќе се разболи. Не се купува мед кога ќе се разболиш. Медот треба секој ден да си го користиш, да една обична терапија медена е вака. Ќе земеш полу топла вода, ќе ставиш една лажица на овој оцет јаболков и една лажица мед. Ќе го измешаш и ќе го испиеш
Не мораш ни да појадуваш. Значи до 12 часот ќе си сит. И енергетски ќе си, и енергија ќе имаш, јак ќе си, и болест, и против болести. Например, имаме прополис. Прополисот е и нус производ од пчела и тој не е лек, ама е антибиотик. Кога ќе го заболи грлото човекот, на една лажичка со шекер или директно со пумпица ова што ја имаме, ќе се стави во грлото за три терапии, мислим, во ден, утре нема ништо. Оздравува. Бидејќи овие ги уништува антителата кои се во грлото и е, мислам, на цела устна стомак, како се вика, медицински. Исто така се користи и за улкус, значи за чиревите стомачни. Терапија се прави, сам си ја одредува терапија, една недела по 5 капки, другата недела по 10, третата недела по 15, прави пауза и нема, чирот заздравува. Так. Значи, од овој прополис или од восок, кога јадеме мед со восокот треба да го голтаме. Не да го жвакаш па плукнеш. Не е жвакање тоа. Тоа е восок кој во организмот се топи, бидејќи восокот се топи некаде на 35 степени, а во телото сигурно имаме 40 степени во организмот и служи како и дезинфектор, и дезинфекција врши и прополисот, и восокот, и заздравува на она што викам чировите во стомакот како заштитен фил. И заздравува, нема проблем. Раничка обична, ако имаш, скапнеш восок, прополис, за 2 дена готово. Оздравува. Така. Господине Лазаревски, вас би сакала да ве прашам едно вакво прашање. Кои се вашите планови и визии за македонското пчеларство? И може ли да ни објасните нешто околу тоа колку може секој пчелар поединечно да придонесе за еднината на корисниците на оваа дејност? Македонското пчеларство има потенцијал, има добри климатски услови, добра вегетација, само треба уповно се работи. Со тоа што треба да работиме сите заедно и сите здруженија да направиме едно заедничко лого со кој ќе настапиме на пазар. Бидејќи самостално не може ништо да направиме. Веќе во Србија имат изградено план, проекат за почеток на фабрика за пакување на мед со нивна тегла, која е изработена по нив дизајн и лого и со сите аргументи кои се заштитни за производство на мед, бидејќи медот е храна и мора да има целосна заштита за да не дојде до некои несакани последици и за луѓето и за тие што работат тука. Така. И сега би можеле уште многу да разговараме на оваа тема, но за жал времето ни е ограничено и тука некаде би бил и крајот на нашата емисија. Би сакала да ви се заблагодарам што ни бевте гости, што позборувавме по-конкретно за вашето здружение, што ги кажавте вашите мерки, вашите активности, а воопшто што ги опфативме сите оние точки и тези околу медот. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Ви благодарим и вам за поканата да се видиме во секојаш кој ќе треба. Така, ви благодарам. Се најдобро. Тоа би било се за денешното издание на Нов ден. Останете со програмата на К3 телевизија и имајте убав, пријатен ден.